Беа тоа и вестите во 9 часот, следните најави колешката Маја се во 10, до тогаш последните 40 на минути од утринската програма. Преку уметничкото дело на Дивна, примателот ќе може да создаде визуелни звуци преку кои директно ќе комуницира со своите емоции и душа. Ова го вели Ана Франковска-Стојановска, куратор на Националната галерија на Македонија, и само ова еден мал сегмент од тоа како работата и како уметноста на Дивна се доживува од страна на луѓето во овој свет и од страна на примателите, односно од страна на публиката. Дивна Пешич-Грозданов, ја имаме утрово во студиото на Македонија на утро. Благодарам што дојдовте утрово од Кавадарци. Ќе го искористиме вашиот престој тука во Македонија, ете да ни бидете и гостинка во македонската телевизија. Благодарам за поканата. Навистина ми е драго, затоа што навистина има поминато подолг период од кога не сум во Македонија и после можеби 11-12 години прв пат сум на телевизија во Македонија. И баш ни е голема честа што тоа е токму во јавниот сервис. Ве прашав колку често си доаѓате дома, колку често си доаѓате во Македонија со оглед на тоа дека веќе одамна сте надвор од границите во Соединетите Американски држави, не само нели семејно, приватно, туку и со вашата уметничка кариера, и ме изненади вашиот одговор. Кажавте дека гледате во лето со семејството да се видите тука кај своите. Да, секое лето го користиме да бидеме максимално со семејството, поширокото семејство и блиските пријатели во Македонија. И навистина мене лично ми фали многу Македонија, меѓутоа животот не знаете каде ќе ве однесе и условите, и сепак но некако убаво ги поврзуваш работите. Македонија, свет. Наша македонска уметница со светски признание и светска популарност. Не си ја забораваш домата? Па, само тоа не може да се заборави. Так. Посебно за луѓето кои што се патриоти и кои што тоа навистина го чувствуваат не само со зборови, туку го прават и на дело. Јас тоа од секогаш сум го кажала дека сум била прво спортист, нели, па потоа уметник за цела Македонија и сум се обидувала во мојата кариера и спортска и уметничка да ја представам Македонија во најдобро светло, и во мојот живот можам да кажам дека успешно сум го правила тоа. Кога го споменавме спортот, стрелаштвото, најдобар стрелец на сите времења кај нас, доаѓа потоа нели и уметност, односно доаѓаат сликите. Сега конкретно веќе посветена на тоа, недостасува стрелаштвото? Па да бидам искрена, нели секој период во животот си носи некој приоритет, некогаш се ослонувате повеќе на една работа, не дека мојата љубов кон стрелаштвото згаснала, меѓутоа имав многу непријатно животно искуство, многу голема неправда која што ни се случи на нашето семејство токму од тој спорт. И така некако добив и некаква одбивност од тој спорт, иако и во Америка имав некоја понуда и не се обидов да навлезам во тој спорт таму, така што уметноста некако, барем сега за сега, ми дава поголем мир и се обидувам во ова поле да го достигнам максимумот. Најверојатно преку уметничките дела успеа да го пребродиш целиот тој период, ако можеме така да резимираме. Уметноста, јас сум уметник кој што цел живот слика за животот околу мене, за животот во мене, за она што се случува во целиот свет. Мојата инспирација се сите тие и добри и лоши страни, меѓутоа секогаш се обидувам со моите дела да го поттикнам доброто во секој човек. Така и во последната моја изложба, која што во моментот е отворена во главниот уметнички центар во Пасеј Каунти во Нью Џерси. Темата многу интересна, како е наречена изложбата? Темата е како да го заштитиме како да ја заштитиме нашата планета од нас самите. Значи овде не се мисли за животната средина, овде пред се мисли за духовното прочистување и за прочистување на умот од секакви зло, од секаква неморална човечка особина, која што сепак и допринесува за загадување на животната средина, меѓутоа главната тема е да малку човекот го разбуди она доброто во себе, да ги поттикне
сите човечки особини кои што ќе му дадат шанса на овој свет да биде онака како што заслужува. Па добро, кога вака ве слушам внимателно, дефинитивно, па и кога зборуваме за заштита на животната средина, се почнува од внатре, од нас, тоа што го даваме на светот и тоа што го создаваме. Добивте неколку награди, вклучувајќи го и првото место на американските уметнички награди. Тука се и светските уметнички награди. Би сакал малку да позборуваме околу тоа. Знам дека за луѓе како вас кои што долги години се во овој свет, можеби и ваквите прашања веќе не представуваат некој голем предизвик со оглед на тоа што досега имате подарено на публиката. Наградите се само некое признание за тоа, но би сакале да ги споменеме како гордост не само за вас лично, туку и како еден уметник, представник од Македонија. Благодарам за убавите зборови. Па да, јас се занимавам со уметност од моја 13 годишна возраст, значи речиси 32 години, сликам масло на платно и мојот стил е препознатлив на светската уметничка сцена и токму поради тој уникатен и препознатлив стил ги добивам речиси сите признанија и награди во светот. Досега имам постигнато многу, би ги издвоила оние кои што се од American Art Awards, каде што бев прогласена за најдобар апстрактен експресионист во светот од 25 најдобри музеи и галерии за таа година во Америка, а учествуваат уметници од целиот свет. Секако, последната е многу актуелна од пред неколку дена, тоа е на светскиот надпревар по уметност, World Art Awards, и морам да напоменам дека јас се надпреварувам во мојата категорија, значи да нема некои завони, затоа што стилот во кој што сликам е апстрактен експресионизам и освоив прво место од целиот свет, каде што овој пат во жирито беа галерии од целиот свет, 20 престижни галерии од целиот свет и особено ми е драго што Македонија е на првото место. Да. Јас читав подготвувајќи го интервјуто и дел од тоа што светските медиуми го пишуваат за вас, од тоа што и вие го споделивте заедно со нас. Еве, например, ке издвојам, вели, уметник кој создава исклучително детални надреалистички слики, исполнети со неверојатни слики од сон. Ова е само дел од она што може да се види како коментари на самите луѓе кои што ја следат вашата работа и уметност, на самите новинари, како тоа ја доживуваат вашата работа и како ја пласирате вашата уметност. Кажавме дека во моментов имате поставено изложба во Нью Джерси, како да ја заштитиме нашата планета од нас самите. Тука работат менаџери, како тоа води во Америка, дали самостојно го работите тоа, бидејќи создавањето на уметничките дела е еден процес, сега зборуваме за менаџирање како втор процес? Па искрено, јас се работам сама. Значи, во овој изминатиот период на 10 години наназад станав мајка, кој што период носи приоритети, а тоа се децата. И морам да кажам дека не бев толку посветена на уметности и на кариерата, туку тие ми беа во прв план и така одлучивме заедно со сопругот да јас дома ги одгледувам додека растат. Со тоа што пласманот на моите дела од тој аспект малку беше занемарен, меѓутоа тоа не значи дека јас не сликав, напротив, секое слободно време го користев за сликање и за представување на мојата уметност низ светот, што еве сега децата малку се во некоја возраст каде што можам да дозволам и моје лично присуство на тие меѓународни уметнички сцени и така и се случи оваа година за прв пат излегов на Art Expo Нью Йорк, каде што имав едно навистина прекрасно искуство, затоа што тоа е светски сајм за уметност, каде што доаѓаат уметници, преку 1000 уметници од целиот свет и каде што доаѓа публика исто од целиот свет и можат илјадници луѓе да ја видат вашата уметност. Тука, значи, вклучително и галерии, и колекционери, кои што би виделе некаква потенцијална соработка. И многу сум горда што на тој настан, кој што беше април оваа година,
брев преплавена од позитивни критики, од позитивни емоции, како луѓето ги доживуваат моите дела. И дури драги ми беа коментарите од помладата генерација, значи студенти, ученици и деца, затоа што детската искреност нема граници кога гледа некое дело и навистина би сакала да сум на некој начин инспирација на помладите генерации, секој да си го најде својот пат и да може би развијам некој иден талент во културата и уметноста. Ги споменавте децата, веќе малку и повозрасни, веќе пораснати. Да. Има некој од нив кој што влече на мама. Ова не ве прашувам случајно, бидејќи ако ја прочитаме вашата биографија и за спортот, за стрелаштвото и за уметноста од мали нозе, веќе посветени на тоа. Ако не се грешам, стрелаштво од 6 години. Веќе така, првите чекори ги имате таму направено. Од дечињата, ако смеам да прашам, ако сакате нели да одговорите сепак приватно прашање, има ли некој што влече конци на мама? Па да, јас почнав од 6 години, благодарение на мојот татко, кој што е мој тренер. Јас и сестра ми заедно трениравме, значи пушките беа поголеми од нас. Меѓутоа, некако во денешно време и спортот, стрелаштво, некако доби друга конотација во светот, посебно ако се знаат некои немили настани кои што се случуваат во училиштата. Меѓутоа, како што спомнав, не би сакала сега да зборувам за тоа. Јас пред 2 години, кога прв пат добивме ослободителна пресуда од апелација, така си дадов за право да им ги покажам моите пушки на децата за прв пат. И тие беа воодушевени, иако досега помалиот има пукано само на некој рингишпил, да кажам. Во Луна парк. И беше, да, Луна парк, каде што беше изненадувачки на 6 годишна возраст, да ги погоди сите центри. Значи, најверојатно генот си го влечаат, да. А третата генерација сигурно, барем така викаат, би биле најдобри во тој спорт. Меѓутоа, сега за сега се уште ги држиме во барем за во Америка, по-неопасни спортови, како кошарка, фудбал, карате. Но ги влече спортот, тоа е тоа. Да. Спорт си е спорт. Да. Без разлика кој правец во спортот и да се избере. Оно што е интересен факт исто за вас, а јас сум љубопитен да дознаеме повеќе детали, едно ваше уметничко дело, една слика, се чува во Бакингемската палата во Велика Британија. Како дојде тоа дело таму? Па да, тоа им е најинтересно на сите новинари. Па јас бев поканета на роден ден на кралицата и така се случи да тоа уметничко дело е подарок. Меѓутоа бев пријатно изненадена од гестот на кралицата, која што потоа ми се заблагодари и ми во писмена форма секако дека многу и се допаѓа делото и дека со гордост ќе го чува во незината палата. Така. Велите исто така дел од вашите најкреативни дела настануваат за времето на ковид, кога сме сите затворени дома, нели тој период го преточуваат исто така во инспирација. Едно време, за жал тоа беше и неубаво време, но фати кога имавте и ваша галерија во Њујорк, така? Да, Тоа го пишува медиумите, баш ве прашав, но ми кажавте малку се погоди неубаво време, ковид, кога се затвори се. Да. За жал беше времето неубаво, галеријата беше преубава, на многу убав простор. Меѓутоа имавме многу малку посетители, тогаш ретко кој излегуваше од дома. И така тој тренд продолжи во наредните 2 години, така што таа галерија за жал повеќе не постои. Меѓутоа постојат онлайн галерии каде што сепак луѓето можат да ги видат моите дела и еве за оние кои што сакаат, јас имам мој вебсайт divnapesic.com. Можат подетално да ги разгледат делата и да се инспирираат, можеби некој нов талент. Така. Продолжете да бидете инспиративни и дефинитивно она што исто така ви става свој посебен белек и печат е љубовта кон својата родна земја и кон своето Кавадарци. До кога останувате тука? Па да, јас ќе го искористам периодот на летото, додека децата не се на училиште, да останеме овде.
Љубовта кон Македонија е вечна и јас тоа го покажувам во моите дела. Имам досега насликано многу уметнички дела токму за Македонија. Некои од тие дела и се наградени, Македонскиот Феникс и делото Македонското сонце на целиот свет. Така што сум горда на Македонија и, како што кажав и предходно, се трудам максимално да ја покажам Македонија и македонската култура и уметност во најдобро можно светло. Верувам дека ја чувствуваш и повратната љубов која што ја добиваш од луѓето тука. Не само од семејството, пријателите, туку сите луѓе кои што ја почитуваат твојата работа. Па да, јас сум човек кој што секогаш гледа во позитивните и добрите работи во луѓето, да го чувствувам и на вистина сум среќна поради тоа, затоа што кога луѓето ќе ви напишат, например, коментари или кога ја чувствуваат таа моја енергија која што ја преточувам во делата и секако мојата работа и мојот труд знаат да го ценат, тоа ви дава мотив плюс да работите и да бидете уште подобри. Не би сакал да ги коментирам и овие негативните страни, меѓутоа и тие на некој начин продонесуваат да бидете уште подобри во работата, затоа што сепак мислам дека тоа и фали на Македонија и на македонците глобално, значи не само овде во Македонија. Нас не има многу, низ целиот свет, не има најмалку таму каде што треба да бидеме, а не случајно сме заминале од тука. Благодарам, многу пријатно беше да се разговара со вас и после толку време да бидеме дел од вашето појавување на една телевизија во Македонија. Ви посакувам убав престој во родното Кавадарци, во својата родна земја. Верувам уживавте во македонската телевизија, одамна немате дојдено тука. Да. Се надевам ќе ве видиме за брзо повторно. Да, ви благодарам и вас на вниманието и на вистина ми е чест што ја споделивте оваа информација последната за наградата, затоа што новите генерации и младите генерации на уметници и општо на младината во Македонија, мислам дека треба да знаат што има излезено од Македонија, иако, да кажеме, во последно време тоа не е објавено, но сепак, пак ќе кажам, животот и светот останува на младите. И многу е важно да има позитивни примери, да оставите позитивен пример кој што ќе ги насочи кон добро, ќе ги насочи кон инвестиција во себе, во образование, во уметност, во култура, во спорт, а не во некои други неубави работи. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро.